И ланските и годинешниве поплави во одредени земјоделски краеви во земјава не ги опаметија земјоделците да си ги осигуруваат посевите и да се заштитат од природата која некогаш знае да биде немилосрдна. Лани за поплавите во Босилово, Могила и Новаци. Градот во преспа, како и поплавата во Долнени и Кривогаштани која го сотре тутунот, државата одвои милионски суми за обештетување, што е можеби и главната причина зошто земјоделецот не се осигурува. Ние на држава во свето не обештетува земјоделско стопанство. Затоа што е дозволено, затоа што се отворени осигурителни компании кои што имаат дејност или вршат дејност околу осигурување на земјоделски имоти, како што и на приватни имоти кај што живеат некои земјоделци. Работа е во тоа што покрај 11 осигурителни компании во државата, од кои што 7 веќе вршат осигурување на земјоделски имоти и капацитети, се уште бројот на осигурени земјоделски стопанства е мал. Но се додека чекаме на владата, чекаме на државата да не осигурува, се до тој степен, односно до тој момент ќе имаме минимален учинок во осигурување кон осигурителните компании. И при вакви услови интересот е мал, вели Златков. Државата субвенционира 70% од сумата ако земјоделското стопанство е член на задруга од мал обем, а 80% ако е дел од поголема. Имено од 140.000 регистрирани земјоделски стопанства во земјава, од кои 80.000 се побарувачи на субвенции, само 5.012 се осигурани. Тоа е многу мал процент. Како напомена дека најголем број на осигурани земјоделски стопанства од ова 5024 што ја спомнав пред малку е во Кавадарци, Неготино, а тоа се за лозовите насади, и во Росоман за овошките. На второ место е Ресен, после тоа што се случи со градобитноста, во која што беа исплатени 2 милиона евра за сите оние кои што беа предмет на обештетување, и дури на трето место е Пелагонија. И тоа со минимален процент на осигурени земјоделски стопанства. Иако порано осигурителните компании немаа ставки за земјоделско осигурување, сега истите ги штитат земјоделците од град, гром, поплава, пожар, ран пролетен и есенски мраз, односно од сите можни аспекти кои може да му наштетат на земјоделецот. Со проектот Посета на 1000 села, каде АПРЗ ја промовираше мерката за осигурување, прогнозира годинава бројката на осигурување да се зголеми за 30%.